Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце. Вечерва гостин во студиото е мојот драг пријател Тони Михајловски. Тони, добро вечер, добре дојде. Намерно кажав дека сме пријатели, да не глумам лудило. Сме пријатели, ја така те перцепирам. И заради оној телевизиски бонтон кој ќе им биде чудно дека не те персирам, туку на ти зборам. Некому му изгледа можеби малку вулгарно. Добро вечер, добре дојде, како си? Добро вечер, добре те најдов. Среќни празници, Јанко. Зипова на онака сите. Да, така, джинг. Со богојавление, со сите од нова до богојавление. Се надевам дека уште има живи гледачи кои ме гледале во моето прво гостување во твојата емисија многу одамно и потоа уште едно година дена. 7-8 не, во твоите емисии, серијали откако си ти на телевизија зборам. И дека има такви што не памтат и знаат каков е нашиот однос и кој сме го дефинирали пред камери и приватно, и од кога се познаваме, и од кога тоа датира, и како функционира, и кој му е виолинскиот клуч. Се сеќаваш ли која те домакнав од представа? Па, ти викам, многу биле и она што морам да ти кажам, а и ти знаеш дека секогаш со задоволство, затоа што тоа е една убава сеанса со тебе. Ја повеќе така го доживувам од Фала ти многу. како... Да те подсетам. Бев во Скајнет, бев во зграда на Трготекстил, ти имаше представа во Стариот театар. Стариот театар, Што е многу блиску. емисијата почнуваше во 10, ти од представа во 10:15 со додоцнување задишан и само ми рече, ние моравме да почнеме, и ми рече, Јане, ја цигара неам запалено. Да, и ти ми рече, Еве па ти запали. пепелјара. Ја ти реков, сериозен си ти со ова? Еве ти Зашто да не? пепелјара, и тоа беше единствена емисија, и не казнија, не се проднавме некако, али супер беше онака и исчуре цела. Види, сега можеме да запалиме цигара. Не, сега би било политички коректно да извадам наргиле и да користиме малце медикаменти за намалување на болка, подобрување на здравје, фокус, концентрација, смирување на нервен систем и сето тоа што марихуаната знае да го прави. Знаев дека зборувате за марихуаната, односно канабисот. Зар мислеше дека за нада Не, бајачката... јас мислев наргили некој ароматизиран тутун, нешто таква работа. Не. Да, добро. Се слагам, зашто да не, јас сум за тоа, види докај напреднавме, ако порано, например, пред многу години не смееше да се спомне тоа нешто, сега е тоа така нормално, да дури и претерано. Па добро, види, овде си викнат поради две причини, ќе се намести со столицата. Да, ќе се наместам. Не, затоа што да не му побегнеш на камерманот од кадар, тогаш пребледуваат. Се следиме. Она снајперски? Го снервирам снајперски. Чеки, ја тука да го оставам. И стално вага ни почнуваат. Без... Значи, стално вага почнуваат. Те поканив и како член на партија, влегувате во кампања, сепак, и те поканив и како актер. Но ќе ги поделам овие две работи во два дела и првиот дел би сакал токму на политиката. Влегуваме сега во најжешкиот дел од годината, предизборната кампања. ВМРО ДПМН е твојата партија. Мислам дека сериозно го почувствува мигот дека е момент да направи преврат, триумвират, да ја однесе победата. Анкетите покажуваат блиска разлика помеѓу едната и другата партија, па ме интересира, еве, каква е атмосферата, какви се плановите, програмата се уште не е излезена, како иде кај вас околу целава работа и целава атмосфера? Па, мислам дека не само ја поминавме највжешената атмосфера што можеше да начекува, тоа се изминативе 2,5 години владење на Социјалдемократскиот сојуз, односно котел еден во кој што се сваривме и во кој што се вапоризираше се што сме постигнале претходно до сега, сите достигнувања национални, државни, односно се поништи, нели, на името на Република Македонија, има некоја накарадно ново, некоја додавка, идентитетот е многу климав, има договори кои сериозно го девастираат и го уништуваат македонецот, го бришат од картата на народи на луѓе. И мислам дека сега следува периодот кога почнува да финишира крајот, значи, односно им се гледа крајот на ова вриење, на овој жежок период и има шанси да се појави излез
од оваа пештера во која што сме 3 години, пештера во, значи депонија во секоја смисла, во секоја сфера од животот. Политички депонии, културни депонии, било какви економски депонии, 3.500 тони медицински депонии, образовна депонија, значи па и прав отпад купуваме депонии. Земјоделието, сите сфери се направени депонии, односно таму скапува труе, целата држава е направена депонија и последнава афера што се конечно се отвори дека Македонија може би долго време, но во последниве 2 години има увезено премногу отпад од соседната Бугарија и тој отпад ние си го дишаме, буквално. Значи, поляризирано општество во сите се негови сфери и еве го сега доаѓаат избори. Изборите обично се решение за некој проблем што во 4 години или 3 години колку и да била некоја власт ќе ги акумулира и ќе ги направи, тогаш доаѓа испитот и тој испит, например, би те поправил не дека ВМРО ДПМН ја видел шансата дека ќе победи сега на избори, туку мислам дека народот увиде дека ова е грешка. Бидејќи победата не зависи од ниту една партија, со своите членови и број на членови колку што ги имаат, сами не би можеле да освојат доволно пратеници да формираат влада. Секогаш има една неопределена група на граѓани, 31 година кај нас, која одлучува кому ќе му го даде својот глас. Тоа е еден дел од народот кој не е политички определен, него е политичен. Со самото тоа што има, нели, моќ на говор, човекот е политичен затоа што расудува што е добро, а што е лошо, и тоа е политичност, така? Сега, тој народ ќе одлучи како и 31 година наназад на овие избори кому ќе му даде шанса, кого ќе го награди, кого ќе го казни. Во минатото ги казнил и ги наградил и едните и другите, кога заслужиле, кога ќе погледнеш, кога ќе направиш резиме, кога сгрешило ВМРО, паднало од власт, кога сгрешиле СДС, изгубиле власта, кога народот ги памтел доволно долго грешките, толку долго си бил во опозиција, значи колкави биле грешките. Така да овие избори сега навистина се решение за се ова што ни се случи како проблем, а го набројавме веќе што се ни се случува, има и многу пострашни работи. И мислам дека се неминовни сами по себе и они беа и сватија и власта конечно, не верував дека ќе распишат избори. Мислев дека ќе избегнуваат до последна, тоа е обично така е системот, но очигледно нешто се сменило и таму. Што се смени таму? По тебе? Каде е клучот за ова? Недобивањето Што се сменило во партијата на власт? Не, одлучувањето рече дека се изненаден дека се одлучија воопшто да распишат. Па според начинот на кој што игра Социјалдемократскиот сојуз до сега, они никогаш не предале мандат пред време. Па постојат неколку опции. Од тебе? Ако знаеш дека ќе победиш, ако си убеден дека ќе победиш, како што беше убедена и претходната власт дека ќе победи, дека ќе остане, што не е добиен датумот, да. Па тој може да биде морков уште 15 години следни за нас. Да, ма они силно идеја на тоа дека имаме датум, дека ќе го добиеме, дека му е гарантиран лично од Меркел и од европските лидери. Јас мислам дека нема да е датумот тој што ќе одлучи некој да гласа против нив. Не, мислам дека е датумот причина зашто се распишуваат овие предвремени избори. Аха, мислиш дека е заради тоа што да се испитаат себе си после датумот сега или да казнат она што рече изреволтиране премиерот на нели Зоран Заев, па заинает на овие лидерите кои му откажаа љубов, односно го насанкаа на тенок мраз, ќе распише избори за да им покаже дека ако тој не е на кормилото на овај брод што со сидрото нели оди кон напред, бродот ќе потоне. Да, постои една таква опција. Второ дека е само бендисан и мислам дека не сум сигурен дека е сватиле онаа дека власта се губи тогаш кога ќе го пропуштиш моментот да се повлечеш од неа. Не верувам, тоа е премногу рационално за они така да размислат. Не би можел со точност да ти одговорам зошто ги распиша изборите, но во секој случај ме изненади што ги распиша. Се надевам дека е свесен во што влага. Кога збориш дека народот сега ја гледа шансата да се ја поправи грешката, мислиш ли ти само на грешката за кого гласал или мислиш на грешката што од тие кои ги изгласал претходно ги донеле како одлуки? Например, една од најсилните која ова општество го потресе, тоа е промената на името и нели расклатениот малце идентитет кој се уште ни на небо ни на земја, иако нели имаме гаранции дека е бетониран, дека сме македонци, но некако тоа во некоја
како да кажам, во лимбо фаза е некоја. Северна Македонија сегде фигурира, се конфигурира. Прашање ми е, сметаш ли дека народот со тоа што ако не им ја даде довербата повторно на СДСМ, дека ќе може да ги ресетира тие направени работи. Имено, договорот од Преспа, дали по тебе е забетониран или се уште е тесто кое може да се меси или да се фрли во канта? Постојат неколку луѓе, не само од нашата партија и од други партии и други експерти кои воопшто пак не се партиски одбележани или не припаѓаат на ниједна партија, туку така човечки или аполитично настапуваат, а ја застапуваат тезата дека можат да овие договори кои се штетни, апокалиптични по нас како земја, по нас како народ, дека може да се поништат, затоа што нели во правото не постои вечен договор, не постои краен договор. Тој на крајот на криштата договорите може да траат 99 години, ако јас со моето скромно знаење околу такви некои нели од општа култура, после 99 години мора да се обноват тие договори. Значи, еве, нека трае 99 години борбата на нашите наследници, за 99 години некој ќе има шанса, ако нема шанса сега. Но ова е крајното, најтемното сценарио што можеме да си го проектираме. Сега, најдоброто што би можело да се проектира, јас сум уверен дека според она што го слушам, што го читам од луѓе кои навистина се разбираат од правото, дека овој договор е неуставен, посебно Преспанскиот договор. За овој со Бугарија, видиш, никој не ни разговара, тој според мене е поприлично штетен, односно е анекс на Преспанскиот договор, според мене. Значи, таму кај што ќе заврши Преспанскиот договор, ќе продолжи овој Бугарскиот договор и тогаш ќе се дофинишира исчезнувањето на овој народ, на македонскиот народ, на македонската нација, држава, идентитет, јазик и историја. И култура и се. Значи, кажуваат дека може да се поништи. Само треба доволно храбар уставен суд. Значи, која е процедурата, колку време ќе треба да судството во Македонија навистина се реформира, стане храбро, нели, достоинствено и каже овој договор не е потпишан како што треба, не е валоризиран така како што треба. Освен меѓународната заедница, тука се друго е надвор од формата и од правните норми со кои што се потребни да тој договор важи. Треба да има подпис од председател и сега да не го баеме тоа, нели што го баат стално, дека председателот на собрание го нема подпишано, нели, него дека некој писар таму некаде во собрание, некој службеник го подпишал. Самиот председател на собрание не во службен вестник. Не, ете и самиот знаеш, значи има неколку замки на кои што е наместен тој договор, има сигурно дупки во правото, тоа експертите го знаат, а во ВМРО ДПМН постојат, можам да ја уверам, значи комотно, македонската јавност, правни експерти кои можат да работат на тоа во следните години, откако нели ќе се смени оваа апокалиптична, ја би рекол, како да се каже, психопатска елита на власт и да почне да се работи на тоа, да се врати. Не може преку ноќ, тоа сигурно, тој што ќе ви каже дека преку ноќ ќе ги смени договорите, ќе ги поништи, тој сигурно дека нема честни намери. Она што го разбирам од тебе, многу дипломатски вешто го држиш говорот, затоа што како ги изговараш работите, ја викам, што од ова ќе извадат за да го користат против тебе. Аха, го поништуваш ова, ќе го направиш ова, ете ВМРО како... Значи, секојаш ја барем така искуството ме научи, но интересно е ти што сега ја фокусираш работата, не ја фокусираш работата дека овдека сега ќе дојде некој джек на власт и кој ќе рече, ја ова кинам, хајд, пријатно и не важи. Да. Реал политиката бара малце поинакво играње, одошто како што викаат, да речеме, малце порадикалните, не знам, бойкотирам и така натаму, кои бараат пресекување радикално и така натаму сето тоа. Значи, една правна развршница да има, која ќе има за да може да држи тоа што ќе го направиш да обстои како да не може да го сруши никој потоа. И меѓународната јавност. Но,
Најверојатно е тоа. Инаку, сите знаеме дека без револуција не може да се случат такви работи. Сега има и втора страна на медалјонот. Значи, можете вие со сите алатки што ни ги нуди демократијата, нели институциите, не знам какви да е придобивки на модерното живење, на разбирањето на, ајде, нема да трошиме повеќе зборови, нели? И од друга страна имате нешто што е откако постои светот. Со револуција, со војна, со крв, со насилие. Македонскиот народ само така дошол до својата независност. Македонскиот народ на сите во минатото, на сите вакви дипломатски преговори изгубил на маса и тоа довело и до распарчување на земјата и до, не знам, асимилации, до геноциди и ред други работи. Но еве сега, конечно, најверојатно и кон нас се сврте времето да не гинеме повеќе, да остане некој македонец повеќе на планетава, да можеме вака дипломатски најверојатно со разговорите, со тие некои модерни алатки да си го решиме својот проблем. Многу е страшно ова што нас ни се случува, ние не знам како седиме дома и дишеме отров и читаме дека ни носат отров отпад од Бугарија и ништо не превземаме. Чекаме некој друг. Па не рекоа дека немало ништо. Бугарите, нивните стручни служби изјавија, баш вчера го кажа во емисија, дека немало. А што треба да кажат? А они ќе кажат дека немало канцерогени материи. Така да не, ќе кажат, они ќе пошто ќе кажат, иначе фер се, они многу се поштени и ќе си кажат, ако има ќе кажат. Не би не лажеле, тама работа, па сега зашто би не лажеле било кој. Тоа е малку наивно, но добро. Експремиерот Заев изјави, и сега многу ми е интересна оваа изјава. Насловот беше дека опасност е по Македонија ако се поништи Преспанскиот договор. Се обидувам на две нивоа да ја разберам таа изјава, бидејќи колку и сакаат да кажат дека он е недоветен и така натаму, сериозна добра служба имаат они пиар, СДСМ, мислам дека има тука една порака и до странците, дека ако не останат на власт, може да дојде до рушење на Преспанскиот договор, и тоа може би па да каже дека во овој момент странците се неверојатно молчаливи. За разлика од изминативе 10 години, кои страшно може се меша и за локални избори, и за местна заедница, и за избор на... Посебно пред 3,5 години на изборите, кај што сите малте не влегоа како носители на листи. И сега, од друга страна, тоа е и порака па до членството, да се создаде една негативна слика, дека вие ако дојдете го поништувате Преспанскиот договор и дека земјата ја внесувате во опасност. Поточно, Преспанскиот договор е факт дека ни беше потребен вака, во некоја, значи некаков договор ни беше потребен, не зборам за Преспанскиот, се извинувам. Ни беше потребен некакво решение со Грција за да се ослободи блокадата за влез во НАТО. Бидејќи таа блокада со тој договор се ослободува, Македонија има некаква шанса. И тоа е една општа перцепција, да речеме, но иако е голема поделбата во народот. Што по тебе оваа изјава значи? Дека постои опасност да се поништи Преспанскиот договор. Тоа значи дека чувствуваат дека вие можете да ги поразите, дека вие туку така ќе го пресечете и ќе се испокарате со цела меѓународна. Што вака ти искача, или кому се обраќа, или на целата јавност како реална опасност за земјава ако го поништиме Преспанскиот договор, дека земјата ќе иде во пропаст? Па, тоа не е ништо ново за школата, за Кумровачката школа на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи они се стварно Кумровачка школа. Тоа е, од таму датираат сите нивни и пиари, и кампањи, и сите стратегии што ги водат. Нормално, од времето плаша, уште во 90-тите плаша дека ако победи ВМРО ДПМН Македонија ќе стане Бугарија. Да, бугарофили бесте во 90-тите години. Значи, па до 2005-2006, да. Спин имаат они. Да. Значи, најголема навреда за нас ВМРО-ците во 90-тите од нивна страна упатена, од страна на па и добри дел од 2000-тата беше дека сте бугарофили. Дека сме бугарофили, бугараши, бугари, свеедно, нели? Све ќе прифатите од Бугарија. Све ќе прифатиме од Бугарија. И тоа добро го памтам, сме работели на заеднички медиуми.
Значи тоа не е, децата не го паметат, но еве постарите криво седи право збори. Тоа беше така. Значи, тие од секогаш идале на таа, кукавиците од секогаш, за да може да функционираат, Јанко, мора да го расшират стравот наоколу, на сите, за да тие се чувствуваат комотни, да не бидат единствени. И они тоа го прават, шират еден страв, прават небезбедна ситуација, небезбедна територија и они потоа се појавуваат како спасители. Прво те пали, па потоа доаѓа да те гаси со лопата и ти ги крши сите коски, као тој вицот. Истото го прави сега и овој екс-премиерот ZZ, личноста ZZ, он плаши врапци. Ништо друго, по негово кажано според она што би рекол он паламуди, загнеме и ред такви работи, он плаши врапци, ништо друго не прави. Само за да се одржи уште некое време на онаа позиција која што очигледно многу му се допадна, неговата апсолутна моќ најверојатно го има опиено. И он во овој момент не приметува ништо, не сака никој друг освен себе си на таа позиција. И спремен е да ги употреби сите оружја, ако треба, не само да плаши на зборови, он тоа го прави и на дела. Тони, ворете ова што го кажеш, се извинувам што ти се уфрлам во збор, но знаеш што, даваше убави објаснувања, мене ми се допаѓа, ти како актер и уметник малку не си чист политичар, малце на пошироко, да, се фокусираме не сум чист политичар. Не си чист. Се осеќам до таму. Не, убав парфем имаш стајано, заборив што е само. Што имаш стајано? Ке ти кажам после. Дај бе сега. Том Форд. Кој Том Форд бе? Ноар? Пачули апсолут. Нема шанси да е ова пачули, тоа ја го знам, одмах хајме дигаме на пачули. Пачули апсолут. Не го знам само старото. И цар. Сакам да кажам. Во ред, знаеш како, мислам дека е непродуктивен разговорот, бидејќи даваш многу добри поенти кога збориш за една општа анализа, одошто кога се задржуваме за ликови и дела на конкретни личности. Не дека некого бранам, немам што ја да бранам, ама поинтересно ми е и повеќе кажуваш кога ја даваш поширока слика, нели? Како функционира СДСМ, што е приказната, какви се тие дилови со ова. Така да, ме интересира дали нели, да ја продолжиш. Сакам само да ти довршам една работа. Се извинувам што ти се не би верувал понатаму на ниедна изјава на Зоран Заев од проста причина затоа што до сега е 10 пати фатен во дебели лаги. Има докази за тоа. Значи што и да изјави Зоран Заев не е вистина. И дека ќе излеземе од НАТО и дека ќе ни сврлат од НАТО ако го поништиме Преспанскиот договор е најголемата лага што машината за пиар на Зоран Заев можеше да ја смисли. Тоа е тој страв што го шират меѓу народот. Не сакам ја да навлегувам. Да објасни го ова, те молам навлези. Па ме прекинуваш ја. Си извину. Како се, сакаш да продолжам, ме прекинуваш, па луѓе, дајте мислам, може реклами малце. Ај ја да излезам малце, нека збори Тони, стварно. Па и водител си знаеш сам да истераш емисијата. Па можам ја да почнам да те прашувам. Мислам дека тоа му е проверена шема. Све е вистина. Народот стварно навистина е уплашен, бидејќи гледа дека има затворени луѓе на 250 години заради нешто што не постоело како дело, дека човек што потегнал некого за коса лези 4 години, градоначалник што пукал, шверцувал цигари, што тепал, лепел шамари по канцеларија, со опомени се пуштени, вратени се на функции. Народот е исплашен бидејќи тоа тебе, Јанко, и на мене не ни кажува дека сме безбедни ја и ти во оваа држава и дека криминалот се гони, дека се гонат само нарачани луѓе и политички несоодветни тие што се. Значи, вистинските криминалци избегаа сите убици ги пуштија на слобода. Небезбедно е надвор, тотално и народот го чувствува тоа. Се палат коли, горат джипови. На вистина, тоа е стравот што ја и ти тебе ти се евуваат, ти претат дома, знаеш и самиот, така, има притисоци, се закануваат. Кој знае некои луѓе со какви притисоци што ние не ги гледаме и какви драми им се одвиваат дома, се заради тоа што не се согласуваат со оваа власт и затоа што не им идат уз длака, како што ви рекле нашите северни соседи. Така да, Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз, најголемиот пиар што го имаат е ширење на тој страв. Преку стравот се владеат масите. А револуциите се случуваат кога многуте ќе престанат да се плашат од малкуте. Тогаш и ние ќе имаме најверојатно нешто поконкретно. Тони рече дека што и да биде, нема шанса ние да не влеземе во НАТО. На некој начин се согласувам дека и според Библијата, и според сите работи, ништо
ја го имам истото кажано, со прст да не мрднеме, нас ќе не земат. Бидејќи светот иде кон една глобализација, дали ќе биде утре или за 100 години, тоа ќе се случи. Нема, ќе исчезнат и држави и сето тоа ќе се стопи во една маса, а кој го читал Откровението, му е јасно што се последните денови. Ќе дојде и ќе биде еден на сите и крај. Мора да се случи. Но интересно ми е тоа да го во практични рамки. Еве, како мислиш дека ако тој договор не обстане, дека нема да стави вето Грција, Бугарија и дека ние ќе ни го забранат влезот, ќе ни го блокираат влезот во НАТО? Ба, јас рековме дека тоа преку ноќ нема да се случи. Значи тоа да ги подвоиме работите, тоа нема да се случи преку ноќ и треба да си го повторуваме најверојатно. Поништувањето на сите овие штетни договори, апокалиптични, девастирачки договори за Македонија, за народот и за сите овие придобивки што ги имаме во минатото, стекнато и што не, што се наши. Мислам дека ако некој каже, ќе повторам дека преку ноќ ќе го направи тоа, тој најверојатно калкулира со емоциите на луѓето. Оној што ќе каже дека во годините што доаѓаат ќе почне процесот на отворање, на враќање на некои работи кои сме ги изгубиле и очигледно сме ги изгубиле, и тогаш ќе се отвори до крај прашањето какво ќе бидеме. Ја не верувам дека до тогаш ние ќе бидеме членка. Дефинитивна, бидејќи се очекува кај да е, нели, и официјално да станеме членка. Кога сте членка, сигурно имате и некои своји права. Тогаш, можеби не сте рамноправни со оние први 5 земји во НАТО. Меѓутоа, не сте небитен фактор. Вие сте дел од едно семејство и тоа семејство треба да гледа на вас како член и вие како член имате право. Најверојатно, можеби подобро да ни се отворат некои порти за пореално да стигнеме до нешто што би било, еве, на крајот на криштата, барем да ги уништиме штетните работи од тие договори. Така дека договори треба да има и јас се слагам со тебе. Тоа прашање морало да се реши, иако некои политичари велат, зошто го решивте прашањето, тоа можеше да биде мезе за следните 50 години за сите политики на двете земји, така, да се добиваат избори на овие прашања и да се... Тука си во права одлична поента. И сега... Очигледно некому му треба, брзо треба да се заврши оваа работа. Знаеш како, овој премиер, екс-премиер на Република Македонија ќе остане како најлошиот пазарџија во политиката, затоа што он за 100, ако купиш, нели, нешто, у пакет за 100 денара ти дава и патлиџан, и тиква, земи и ова, само да се ослободи од тезгата. Им смета тоа на светските политичари, они сакаат да трае процесот. Они сакаат тоа да гледа народ, па успехот да биде уште поголем. Оти вака, ако се реши еден проблем, нема проблем. Нема што да се решава, треба да се отвори нов. А отворање на нов проблем е секогаш, нели, нова шема, тоаш изискува нови околности, не можеш да предвидиш. Во стариот проблем ти веќе пливаш. Овој проблем со грците го имаме ние, па не е тој проблем 30 години, тоа е проблем 100 и кусур години. Од Александар. Значи 100 и кусур години е тој проблем и сега он се реши овој Ахил, Пинокио облечен во, нели, одеждата на Ахил, он ќе го решава, ќе го пресекува Гвардиевиот јазол на македонците и грците. Но ете, тоа е. Мислам дека ќе потрае тоа. Најстрашното е, знаеш што, се вративме пред 45-та. Кога не сме имали право да се изјаснуваме што сме. А сега ја и ти не можеме да кажеме дека сме македонци. Односно, си да ќе ни кажат секаде надвор кај што ќе излеземе, вие сте северни македонци или граѓани на Република Северна Македонија. Така ти пишува во менијата, горе кога ќе отидеш, кога ќе видиш вино, Северна Македонија, виќе пишува Северна Македонија. Па дури и бурекот. И ондак сме ние фрикови сега, ние што себе се нарекуваме македонци, нели, ние сме тие револуционерите сега што ги имаме по читанки што сме ги читале, што ги имаме по училници, по разни канцеларии. Доаѓаме до нивното ниво да се бориме за тоа, за своето право за себе изјаснување. Го губиш правото на раѓање. Твоите внуци ќе се родат како граѓани на Северна Македонија, нема се родат како македонци. Моите внуци, децата на нашите внуци. Кој знае колку ќе трае таа борба? Значи, ние повторно сме вратени наназад. Ова е страшно, ова е фрлени сме во бездна, осудени на вечно пропаѓање. Повторно како порано. Таман 70 години, не.
се инсталиравме, се научивме кои сме, поставивме некои клучеви за себе, поставивме темели и тоа не е многу голем период, но е доволен, има луѓе, има гениални умови кои се вложени во тие темели на таа Република Македонија. И сето тоа се потрупа, со овој сруши, дигна, у воздух минираше све и си направи собствена држава, од него да почне све. Мислам, тоа е кога имате водач кој е политички камелеон. Значи, он како ќе падне до бугарско знаме, он станува бугарин. И адаптоид во игрици, знаеш, си ги има оние адаптоиди кои немаат лик, него ќе се поздрави со Јанко и он станува Јанко, одма му го краде ликот. Така да човек кој нема своје јас, кој нема идеја, кој е пазарџија, кој е лесно договорлив, ете каква штета може да направи. Но не е он сам, тука е цела партија, тука се нивните стотици илјади следбеници, гласачи, симпатизери, сето да они ова го одобрија. Нормално, па не, да беше сам немаше да се случи ова. Да беше сам немаше да се случи. Значи одговорноста не може да биде персонализирана, таа ќе биде општа одговорност. Значи, како што нели? Да, затоа што он не е личност. За некои криминални деланија кои во претходната власт на ВМРО ДПМН, одговорноста си го трпи цело. Дури во случај во емисијава да направиме нешто, ти одговорноста ќе ја трпи некој над тебе што е во оваа куќа, нормално, оној што е лидер на куќата, нели? А он е лидер на таа куќа и ја представува таа куќа, сите негови постапки се рефлектираат таму кај нив и одат на нивно конто. Така. Никој нема да каже Зоран, да, ликови кај нас се, нели, вечни, као Бранко, као Љупчо, као се тоа крив е Бранко, нели, и ред други реченици, меѓутоа, генерално кога ќе кажеш да ви кажат во времето на СДСМ и на ВМРО. Така да, сите тие негативни поени одат на нивно конто. Да, мене ми е чудно што таму постојат луѓе кои не се побуниле воопшто, имаат, верувам, доволно големи македонци, чест на оние, секоја чест на оние што критикуваат. Јас сум бил во таква ситуација да критикувам во собствената партија и знам како изгледа една партија кога е киднапирана и глува за критика со тврди уши на времето. Таква е неговата сега во моментот, затоа што очигледно власта ти ги затнува ушите. И тоа е само бендисаноста, ти ги слушаш само гласовите што сакаш да ги чуеш на оние околу тебе, оние што ти одговараат. Многу доблесно од твоја страна што кажа, знам како беше и со твоите, така? Па, сите сме биле жртви на тоа, мислам. Да... И многу ти е добра поентата. Власта се губи во моментот кога ќе пропуштиш време да се повлечеш од неа. Па тогаш ја губиш, да, инаку. Да. Шансата за повлекување по мене ВМРО имаше кога се ставија шаторите пред влада, требаше да така избори народе. Ако веќе не се направија конкретните избори, да се уапси Заев затоа што има нелегални прислушкувани разговори, затоа што уценува премиер на држава. Се извинувам затоа што сработува со странски служби, му ги дале тие. Сега од глава. Ако веќе си немал нели храброст да го направиш тоа, да го уапсиш, повлечи се. Ќе испаднеш поголем. Но интересна работа еве со тие прислушкувани нелегални разговори. Станаа фолклор, ама сега се вртат и против нив. Иако во последно време, нели, слушавме од разговорите исклучиво членови на ВМРО. Доправа ќе се свртат. Значи ВМРО се прислушкувало себе си, Груевски прислушкувал, Мјалков прислушкувал и кого прислушкувал? Исклучиво ВМРО-вци. Не слушавме ние тоа не е вистина, значи вака. Од СДСМ и така натаму и така натаму. Да, јавна тајна. Сега искачаат на исти начин и гледам, не е баш згодно кога со некоја таква прљава игра ќе ти извадат снимка, ама знаеш како, така играше он, сега и други веќе играат така. Значи, една таа мала, како се вика, рекапитулација на тие бомбите како тргнаа со два разговора со него. Тоа беа првите бомби, он како збори со детенцето, тату ки донесе, затворена беше тетрадка, ки ти купам во оноа, не гаѓа и Радмила, како му се јавува, не гаѓа со пластична флаша кола увозење. Првите две бомби се од нив. Така, добро. И потоа нема ниту една бомба за членови на Социјалдемократскиот сојуз. Што значи вака сега? Они пријавија негде околу 3 милиона тие такви разговори, а предадоа околу 1 милион во СЈО. 2 милиона си ги сокрија.
Легендата вели дека некои од ВМРО-вските политичари кои што не се појавуваат во бомбите, а биле на неколку министерски места, 1 до 2, дали за здравство, дали за образование, не е битно, дебело искеширале рекетот. Почнува од првиот ден кога доаѓа ова политичка структура на власт. Рекетот не е почнат од Бојан Јовановски или како и да се вика. Боки Тредич. Девојчето, така е. Значи, тука е почнат од првиот ден од како ова власт, уште тогаш опозиција ги добива бомбите. Значи, уште пред да бидат на власт почнуваат со рекет. Страшна машинерија, затоа што исто легендата вели дека на пар луѓе, слушајќи ги нивните љубовни разговори, најверојатно со љубовниците им ги растурија браковите. Уценувањето дека ќе ти ги пуштам овие снимки таму кај што не треба и ќе молчиш или ќе се повлечеш или ќе платиш толку и толку пари, пак ќе кажам, вели легендата дека некои си имаат платено за да не бидат слушнати, си ја купиле тишината со високи пари, тишината од бомбите, нели? И од тогаш почнува ова... некои со гласања. Така. Останаа бомбите. Сега, во тие 2 милиона сигурен сум дека има разговорите за Социјалдемократскиот сојуз, како они се договарале во време на опозиција и какви пазари они правеле и какви сценарија они смислувале за да дојдат на власт. Тие бомби не се безбедни, сигурен сум, затоа што тој што им ги предал на нив сигурно има бекап некаде, тоа сите го знаеме, може би 1 или 2 бекапа. Така да, тој бекап прашање на време е кога ќе излезе и кога тие бомби ќе почнат да им пукаат во рака. Ако не се лажам, првите бомби, првиот овој стил на ваков начин добивање власта беше со Бранко, кога мафташе со... Нашиот прв Вотергейт. Да. Која е сличноста оваа? Нема сличности, нема тотални различности. Тогашниот лидер на партијата рече, во ред се повлекуваме, ама стиката. Стаја у чаша. У чаша, некултурно, ај на реклами ќе ја плјукнам. Јас секогаш у чаша се ја ставам. Така ли? Па тоа ми е од, види, ја кога бев младо момче... А си пиеш само од една чаша? Од една чаша, моја чаша си пиеш. На секоја емисија. И кога ќе седневме у кафана, знаеш, оние гребатори што доаѓа и што пиеш и ќе ти земе да пие. Ака доаѓаш со мастиката, кланк. Дај голтка еве ти. Слушај, вилицата, така. Тоа веќе може. Вилицата ги се остава. Тоа веќе може. Може и ручето, ножето. Да се размонтирам, па ќе почнам. По тебе направи споредба. Каква е разликата помеѓу 2001 прислушкуваните разговори? Па не, тотално таму, например, Љупчево тогаш рече, чао, пријатно си одиме, така, нели? Се повлекуваме, немојте да ги пуштате бомбите, тачно знаеме што сме... Точно знаеме и што сме зборувале и што може да се измонтира на вистина, бидејќи постојат, сега и некои шпекулации дека и некои светски експерти сега се проверени бомбите, бидејќи се достапни на пазар, се купуваат за 100 денара. Мислам, такви довери. Тоа само покажува каков може на бит пазар CD-а да. Тоа само покажува каков е нивниот однос кон државата и дали воопшто нешто има свето на нив. Значи, дали они воопшто држат до себе до некои принципи, они и прислушкуваните разговори ги пуштија толку без контрола, односно покажува колку се неспособни да задржат нешто, да направат нешто до крај и доследно да го истераат тоа. Но не се. Затоа ќе имаме избори на 12 април. И тие бомби не ги прогласија ни за веродостојни, од каде се набавени, пак ќе кажам, прашање на време кога ќе му се удрат, но мислам дека Никола Груевски највеќе погреши што рече пуштај, немаш ништо против мене, тргнаа бомбите и нормално тргна целата кола надолу. Тоа е разликата. Ваму не дозволија да се емитуваат. Од кај се разговори по тебе? Немам поема, вистина не знам. И мислам дека легендата вели дека началникот на ДБК го нарачувал ова снимање, но нормално човекот кога што го нарачувал е неговиот лут опонент, господинот ЗВ, нели познатиот разузнавач, Верушевски, така, го знаеш. Најверојатно не му бил под контрола, па он се снимал и на своја рака. И од тука се пробива. Ова е некоја операција која излегува од контрола, најверојатно. Легендата, повторно ќе кажеме, вели дека началникот сакал да го контролира членството, да ги контролира своите луѓе, да ги има со вакви интересни разговори во шака за во секој време, но ете како
бумерангот, нели, се свртал и му се удрил од глава. Една од најсилните оружја на меѓународната заедница и на СДСМ покрај ветувањето дека Македонија ќе добие датум за преговори, што можеше стварно да биде еден психолошки поттик и подкрепа за оваа земја и за овој народ, ние бевме на многу вулгарен начин, па можам да кажам дека дури и премиерот и цела земја и влада и сите ние бевме буквално многу вулгарно изиграни. Ако се сеќаваш дека пред референдумот доаѓаа овдека си истопотарија еден куп ликови од светската политика, кои ретко ги гледаме, кои не убедува референдумот, нели, да помине, да прифатиме Преспанскиот договор, да прифатиме промена на името, дека тоа ни носи европска иднина. И доаѓаш... Тоа е европска иднина. Иднина. Кој рече дека ќе влеземе во Европа? Сега по имиња, да ја гледам... Никој не рече, тоа ви го гарантира влезот во Европска Унија. Екс-премиерот тврдеше дека тоа му го гарантирале. Екс-премиерот заклучивме дека има кажано 50 лаги до сега, од Жими Честа, Жими Воздухов, Жими Чичковците, Татковците, Зрнцето, Жичката, дури Дишам, дури... Да не збориме сега, да не станувам вулгарен, ајде пак и кајше, на некој начин сум политичар. Поголем лажов во политиката немаме сретнато, ама докажан, значи патологија е најверојатно веќе во прашање. Од Сабајле една изјава, до Попладне друга изјава. Утре дента не се сеќава. Кажувам, заборавам, негирам. Гордана Силјановска Давкова го дефинираше, му ја извади дефиницијата за човекот. Значи, кажувам, заборавам и после не негирам уопште дека сум кажал. Тоа нема дилема. Или обратно, многу беше и прљава играта. Велиш дека мислам дека он има претерано повеќе од она што му е кажано. Ниту еден политичар од европските што дојде кога ќе ги изанализираш нивните говори не рече дека имаме загарантиран влез во Европска унија. Тоа ми е муабет од играта на зборови. Токму во таа игра на зборови некои експерти правни велат дека утре може да падне и Преспанскиот договор, затоа што нели законот има и толкување, па и како е формулирано тоа, каква ќе биде однапред се наместени некои работи да има простор за игра во правото. Нели? Тоа пак ќе кажам, да не испаднам како стручњак, меѓутоа ја еве до сега сум осудуван скоро од сите системи и сите власти во оваа држава и точно знам како иде тоа со игра на зборови, како може да добиеш 2,5 години, 3 години, 20 дена затвор и такви работи. Веднаш се префрламе на тоа, само ова да те прашам. Боки 13 викаш дека е само маргинална работа во овој рекет. Апсолутно, мислам дека човекот Ама највулгарна затоа што СЈО беше најголемиот адут на падот на ВМРО, конечно, па дури и ВМРО-вците вика, окей, нека еднаш се среди, нека имаме едно СЈО. Катица Јанева имаше шанса да биде неприкосновена кралица Елизабета во оваа земја, со 40 послушници, со 4 екипа, цела дивизија, 40 души да работат за нејзе, со плата од 5000 евра и да стане доживотна кралица на оваа земја, буквално. Да едно за секогаш се реши криминал. Првото интервју кога го видов со Катица Јанева, јас знаев дека е тоа толку босо Јанко, ја не знам како уопште си помислил дека тоа можело, ја не знам, врата да не ја отвара, мислам дека ќе се удараше у врата. Па 7 пати го читаше на МТВ на тоа интервју насловот на случајот за кој што беше избрана преку борење, собрание, лажење на Нино Тодоров дека СЈО е супер феноменално, ќе ни помогне на сите да станеме подобра држава, не знам и ред други работи. Босо, Јанко, то помислам сега да не користам други зборови, табула раза, Јанко. Не знаеше да си го прочита тоа што и го напишале. Апсолутно беше јасно дека е тоа негативна селекција. Дека е тоа избрано за да биде манипулирано. Дека сигурен сум позади неа, може би тие господи што стоја многу повеќе знаеле што се случува отколку ова. Ова видовме зашто било спорно. Не секи виде во ред.
Де ти испратија торбичката по овој шоумено? За другото не бери гајле. Мислам, за тоа била способна, најверојатно така е, функционира, доаѓа од некоја таква средина кај што митото и корупцијата се Но дури начин за на ова, живење. дури и амбасадорите сами, знаеш, добивме впечаток дека, што се вика... И оние фалеа. Да, оние Па мерим го фалеа, паметот. но еве го, францускиот амбасадор го правдаше Макрон и неговата одлука, вика, мојот председател беше информиран за се ова што се случуваш, ние одамна знаевме, вика, за овој рекет, што се случуваше и он беше информиран. И дека наводно, дека една од тие причини е токму и немањето правен систем, правото во оваа земја, нели? Да, а види прво тоа... Недобивање датум. Да, таа специјално јавно обвинителство беше замислено како еден човек, а не како јавно обвинителство, мислам... Институција. Институција Пошто посебна. Романија има еден човек, Не, јавен еден обвинител. човек кој требаше да му одговара на јавниот Јавното обвинител. Ба, ние што направивме паралелни Паралел. судски власти. Така. Апсолутно и тука секој оној што предложил, а знаат кој го предложил дека е добро ова, наместо мозок во главата има свинска маст, а оној што го прифатил ни тоа. Значи празно тоа му ечело како ехо, кога не можел да осознае што ќе се случува, дека и оно се претвори Ова само сега во... ги побиваш оние тезите на СДСМ дека Груевски ја избрал и ја наместил Катица Јанева токму заради се. А имаше некои ликови што во ВМРО во тоа време кажуваа познати јаки штихови дека Катица е наш човек, не се секирете. Уствари може и нивни, да, наш не. И покажа времето. Били и управо. Ако треба да го излажат човекот, ќе му ги наместат сите карти од страна. Тоа е Труман шоу, мислам, она што го доживуваат лидерите на партии што не смеат да го доживеат е Труман шоуто од луѓето околу нив. Тоа е најопасното што може да им се деси, да им сетираат све, така да изгледат да не приметат дека одат кон сопствената пропаст. Тоа се луѓе кои местат сетови, местат говори, местат луѓе, местат ситуации и точно тоа му го направија на претходниот председател на ВМРО ДПМН. Му наместија Труман шоу, он налета на него, ќе победиш, најдобар си, најмоќен си, опиен од сопствената моќ, исто како и овој сега што прави, така да... Главната теза е дека со теснава разлика која е во моментов на... Да се вратиме на тоа. Со тесната разлика која е помеѓу СДСМ и ВМРО во корист на ВМРО, мала, тесна, дека ВМРО сепак ќе однесе победа на овие избори, но дека нема да формира влада, дека сепак Дуи ќе одлучи и ќе влезе во коалиција со Да. СДСМ. Тоа е Како едно, прошлиот да. пат што го... Тоа е едно сценарио кој у Србија го гледавме долги години со радикалите, ако се сеќаваат сите, Добре. нели? Победуваа на скоро сите избори, па никогаш не формираа влади. Долго време си поминуваа во опозиција. Мислиш дека и вие така ќе кој поминете? го не, тоа што ти го спомнали, Да. со дека тоа Како тоа пример. сценарио го гледавме како пример Да. долги години да победата не мора да ти значи, а потоа се преслика кај нас. Ама и да, се преслика кај нас, значи ние победивме, разликата беше на договореното на ЗТЗ 52, 51, 49, значи нема врска, испадна и дека изгуби човекот, но си формираше влада. Најверојатно повторно на тоа сценарио оди он е сигурен дека не може да добие 63 пратеника. Оно што го плаши најмногу е што ВМРО има шанси да добие 63 пратеника затоа што во минатото ги добило. Го покажало тоа. Тоа е епскиот пораз на СДС со 29 пратеника, госпоđа министерка одбране, она беше тогаш председателка, така мислам. И тоа ги плаши нив многу. ВМРО посакува да има 63 пратеника. Апсолутно, затоа што тогаш гарантира дека сите овие работи што ги најавува, ќе може сериозно да се зафати да ги реши. Доколку нема 63 пратеника, нормално, играта ќе биде сосема поинака. Како е расположение? Си меѓу народ или допрва ќе тргнеш? Па ја мислам дека и на оние кои што веруваа во политиката на Зоран Заев и оние предизборни лаги дека ќе биде подобро, дека ќе се подобри животот генерално во Македонија, а со тоа и сите нивоа и на секој граѓанин ќе му биде подобро. И на оние што слепо верува, веќе им е јасно дека ова оди кон пропаст, дека ова нема никакво подобрување и доста изреволтирани. И тоа е показател кога во своето
членство имаш изреволтирани, тогаш повеќе и оној неопределен народ што 31 година ја определува кој ќе биде власт во оваа држава, и кај него е голема шанса да е револтот уште поголем. А апатијата, бојкотирање? Види, стравот се победува. Апатијата, бојкотирање доаѓа на некој начин, тоа е прикривање па и на стравот, кај некои луѓе, кај некои е револт. И бојкот е навистина легално право за побуна. Значи, не е тоа измислено од сега, знаеш како иде така, нели, кога настанува тоа, од кога иде, да не објаснуваме, да не држиме часови тука, нели, тама работа. Меѓутоа, тоа е легално, тоа е спротивставување со некои други ставови кои ти се наметнуваат. У принцип, може така да се земе, нели? Начин да се спротивставиш. Па, еве, со бојкот падна апартхеидот. Неќам да седнам позади, ке седнам напред. Си ме посрамил сега. Да. Видиш ли го заборав овој факт? Па така, со бојкотирање на правилото за автобус, малата Сара Паркс, така, Со бојкот започна промената на падот на апартхеидот во Јужна Африка. нема дилема. Дека тоа е легално право, некои го отстрануваат, јас бев за бојкот на референдумот и тоа јавно го кажував секаде. И така и тоа беше мојот став и во партијата. Апсолутно немам. Мене ми е во ред ако се злоупотреби. Проблемот кај нас, генерално во Македонија, за било што е употребува и злоупотребува. Ако го злоупотребиме бојкотот, онда ако ги изманипулираме луѓето, нели? Тогаш нешто не е тука. Тони Михајловски, драги мои, ќе го продолжи излагањето веднаш после тоа, само треба првин да се јавиме дали го има прекршено затоа што е осуден условно година дена. За тоа веднаш по паузата. Ајде. Ѓорго Гоце ми вика многу реклами. Му се допаднал изгледа разговорот со нас и паузата му била подолга. Но, морам да ви кажам дека еве ќе продолжиме уште доста и уште колку што треба и колку што сака, а не колку што заслужува, бидејќи ако е за Тони колку што заслужува, ова треба да биде 24 часовна емисија. Не се. Се враќаме назад во студио, Тони е тука, го освеживме со малце кофеин де ла лахате. Аншанте, мсье, оревор. Што правиш вака на професионален план? Те следев последно, доста долго во суштина е, снимањето на филмот Стела. Дали е тоа игран, дали е тоа документарен, како филм е тоа? Гледав некои сцени, не ми е баш јасна приказната. Па, вака, тоа е првиот македонски игран филм за деца. Така. Тоа е. Благодарам за разјаснување. Тоа е, значи, првиот детски игран филм во Република Македонија. Знаеш дека не сме имале до сега, бидејќи следиш филмови, па и македонската кинематографија, ја следиш филм детски игран не сме имали. Серии беа све? Од Самарчињата до ова до нас. Еве веќе и самиот се сеќаваш дека све се серии. Да, сите. Детски филм ние стварно немаме. Немаме. И тоа е првиот. И супер е, Dream Factory, Оги Антов, Стојан Вујчич, тоа е тандемот кој што стои позади ова идеја, ова реализација на филмот, тоа е нивната продукција. Игра еден младич, Петар Манич, он е внук на господинот Томислав Манич. Црвени рози за вас, мадам. Човекот што ја пее таа песна. Младиот е талентиран актер, но уште поталентиран пливач, така вели тато. Покрај татко му не може да биде ништо друго. Така да за тој ти реков, така е, да, Манда е познат лик. Како не? Скопски урбан лик, легенда, така да не треба. Ја му бев главниот диџеј. Ете. Манда кој се отвори. Така е. И он е главен лик, Петар, на кастинг е избран, нормално, заслужено, сето тоа.
Си ја видел можеби сликата? Ја имам нешто тука од сцени од снимањето, ако не се лажам. Да. Немам трейлер од филмов. Аха, За жал не можам да мислам најдам. дека Или уште е не знам во дали е фаза. спремен трейлерот, Така? меѓутоа и да ако е спремен, сигурно ќе го добиеш, ќе ти го испорачаме тоа. Со задоволство ќе биде Ова е презентиран. Стојан, ова е Така. Beatles, ова горе е екипа, ова е режисерот Така. на филмот. Филмот ја представува нашата земја во едно убаво светло, као и секој филм на крајот на краиштата е условно кажано. Има една тажна приказна внатре во него, една тешка приказна на едно дете кое се бори со внатрешните битки на неговите родители во семејството, па он е како жртва, нели, нормално тука, и бега за Македонија кај неговиот дедо, со кого што неговиот татко не комуницира некое подолго време. И нормално како што тоа бива во филмот и во животот, налетува баш на дедото, не знаат дека се дедо и внук, но подоцна во приказната го дознаваат тоа и тоа би било отприлика тоа за луѓето, а главен лик всушност на целата приказна е една шарпланинка која што живее со дедово и се вика Стела. Она има една голема улога на помирување на целото семејство. Однак ќе биде таа една карика, една алка која ќе ги спои прво дедото и внукот, а сето тоа ќе ги спои и таткото и синот кои на две нивоа. Дедото со неговиот син, односно со таткото на внукот, една испреплетена приказна, која има и тажен, па и весел крај може да се нарече, но дека остане тоа една загадка за гледачите. Ова е Стела, македонскиот Леси? па да речеме дека нешто што би го мереле спрема тоа, што би го препознале, е отприлика тоа, но може да биде и Пошто гледам никој не го спомна, па ја Да, препајам. може да биде и македонскиот повик на дивината, кон дивината. Вау. Па и таму е нешто отприлика. Да, како на односот човек и куќа. Да, Сега, може би Старецот и морето, исто да биде некоја компарација, Вау. но испреплетена со некои други приказни дополнителни, нели? Ова е комплетно наш продукт, наше сценарио, Да. наша продукција, наше сценарио, актери. наши актери, наши режисери. Копродукција е со Србија. Добро. И тука се појавува Кристина Поповиќ, оваа девојката што ја виде, тоа е сопругата од Парада, што играше. Одлична актерка. Мислам дека е копродукција со помеѓу Македонија и Србија и тоа условува да се појавуваат актери од земјата со која што се прави копродукцијата. А ти што играш? Јас играм 75 годишен дедо и ми правеа маска по 2,5 часа пред да одиме на снимање. Ќе ти покажам јас после некои фотографии од маската. Ова е собирот на шаманите да се пушти. Не, ова по автоматизам продолжи некоја, нели, љувотина таму. Бидејќи ова од телевизија, па со вестите тоа е нивни. Кристина Поповиќ таму. Так. Она игра, Дејан Лилич игра. А ти што играш, значи, освен дедо? Јас, Како ти е името на ликот? Мене, името ми е Ристо. Македонец си? Македонец, да. Дај ме у кадар. Фала Богу, ме помодре. 9 гостувања кај мене и стално викаше: Јанко, све сум играл, сегде сум играл, никогаш македонец. Ретко. Или сум турчин, или сум албанец, или сум... Ром. Сега Ром. се вика Ром. Сега се вика албанец. Така е, сега и албанец се вика. Сега се вика грк. Немам играно. Играв албанец кој збори на руски во оваа една нова серија Кум што идеше, не знам дали си ја гледал. Одеше на една конкурентска телевизија ваша, на Алфа. Нема да ми замерат. Заврш. Не, да. слободно. Така, Па фала на комплимент, конкуренти сме со... Јеј. Па добро. Добро, Зашто да топ. не? Сега. Значи, тоа и таму играв исто албанец, но на руски зборував. Тоа беше Како тоа. збори албанец на руски? Руски? Не, молим те. Не, чисто руски. Значи руски без нема акцентирање, нели, препознатливо акцентирање. На чист руски.
Среќа што сум учел руски во средно, го научив, имав така едно монологче, така толкаво, пасосче. И Один медвед ебал пчелка. И как медвед ебал пчелка, пчелка скричала. И так нарвучение. Пчелка тёсно. Да, извини. Така е, сега, не може да става. Очень тёсно. Очень. Да ти ги дам куклички, бе, овие да си играш. Не, имам дома. Обезбедени сме. Се играше, значи конечно добра улога во македонски филм да играш македонец. Па да. Тоа после Панкот ми се немаше случајно. Во меѓувреме во Србија во два филма. Види, после Панкот не глумеше македонец, глумеше панкер. Панкер. Добро. Така, панкер македонски панкер, да. А он нема националност. Нема националност. Панкер е панкер. Така. И Ти ја памтам оваа реченица како ми тропаше на маса, ниедна све. Така е, јас знаеш викам некој има христијанска фаца, некој има рано христијанска фаца, ја имам прерано христијанска фаца. Ти имаш ептен. Да. Ама добро ги владееш, сум те приметил, добро ги владееш да ги извртуваш акцентите, брзо ги гаѓаш акцентите, што се вика барем на 5 краишта. У Србија албанските неколку ги фаќаш и косовски и македонски. Па сум израснал во Куманово со другари албанци, уште со роми, со сето. Да, апсолутно. И знаеш како збора? Мултикулти средина. А откаде па јапонци бе? А феноменално знаеш да импровизираш јапонски. Тоа е веќе на ФДУ како джибриш говор кој се учи како посебна технологија, да, на говорење. Посебно сум си горд на себе си, ако мислам гордоста е глупава работа, но така како некое достигнување, играв во турска серија, во оригинална турска серија, што се снимаше на турски, играв и неменот синхронизираа. Машала. Тешеќур. И одеше во Истанбул, мислам во Турција се емитуваше таа Сон јас Балканлар, последното лето на Балканот. Беше укината после 5-та епизода, иначе требаше да потрае, нормално, некои политички паранои најверојатно таму проработеле. Беше укината, луѓето кои ме ангажираа дојдоа на снимањето на Добалчак, каде што зборував истанбулски турски. Мојот колега Зеќо од Турски театар ме научи за тој филм, нели, нормално. Истанбулски турски, со тој е посебен од овој архаичен турски што се говори овдека, има разлика, тоа го знаат. А оние што ги говорат јазиците. Дојдоа тие продуцентите од Турска, вика, па кој е овој турчин? Нели сега како тоа име да го драматизираме малце као, кој е оној турчин? Види кој ќе ставиш фест на глава оригинал. Јас играв турчин нормално таму, нели? И вика, па тој не е турчин, вика, тој е македонец. Што би рекле Каурин неверник. Знаеш дека Каурин значи неверник? Знам, неверник. Добро. И вика, може ли да разговараме со него? Дали би сакале да играте кај нас у серија? Па како не? Само Зеќо ако биде учителот, он е учителот, нели тој што не учи. И ете така снимив. И тоа ми е некако, ајде овие другиве јазици ги знаеш, некако си ги вежбал, меѓутоа турски не сум имал допирна точка од неколку зборови од општа култура што се знаеле. Друго, не сум учил, успеав и тоа. На кирилица ми ги пишуваа, има една прекрасна Анета од Битола. Ја користам оваа прилика исто да и се заблагодарам. Која ми ги пишуваше на кирилица, јас си ги читав на кирилица, си ги учев на памет и одев на снимање со превод долу, нели, што значи, за да знаеме што зборуваме. Така да интересно беше, жена ми еднаш ми вика, ма дај, тоа не може да е многу тешко и зема, си го скрши јазикот, го фрли ливчето и си замина со повреда. Да се вратиме уште малку на Стела. Стела во која фаза е сега? Дали е завршено снимањето, дали е во постпродукцијска фаза? Какви се најавите за овој филм? Стела треба да излезе наскоро, значи во пролет треба да биде незината премиера, тоа е некаде во март, мислам дека, ајде, отприлика може и април да фати, но како што оди редот со тие филмови, сите они чекаат по некоја премиера, некој фестивалче да се погоди, па тоа да биде верификувано на еден начин како што, нели, претходно да ја направи таму фестивалската премиера, а потоа ќе се направи премиера и дома. За кој точно фестивал нека остане тајна и тоа најверојатно продуцентите, јас сега би шпекулирал која би ти кажал нешто, но тоа е најверојатно стратегијата. Имаш видено нешто од материјалот? Немам ништо видено од материјалот. Музика? Ништо. Не знаеш никој ја прави музиката? Ништо, не.
Не знам, мислам дека Столе Добро. не му у тој период после тоа он нормално отиде на одмор, нели? Сите бевме натака навака. Јас снимав у Србија. Тоа е некоја работа у која што после не му се мешаш евентуално на човек. Не, добро, чисто информативно, сепак имаме убава работа. Да. Ми се јавија пред некој време, да, мислам се слушаме ни редовно, дека он има завршено поголем дел, дека најверојатно при крај ќе биде и финалната рака на филмот и тогаш ќе тргне барање и апликација за тој фестивал. Бидејќи нити режисер си, нити продуцент си, да. Сепак, а мене ми е сепак легитимно да те прашам. Овој филм има интенции да биде поуметнички, една посилна драма, па која би оставала поголем белег по фестивали или ова би било покомерцијален филм? Овој филм има намера од тука па натаму да не биде и да остане во следните 30 години единствениот детски игран филм во Република Македонија. Одлично кажано. Значи, тоа е неговата основна намена. Да отвори една порта за една публика која што е гладна во оваа држава, се нема изнагледано, нели, серија за себе последно време, одамна од тоа наше мало, тешко дека можеме за деца нешто, еве сега, ајде, дајте музика повторно, ама тоа не е тој формат. Мислам дека овој филм ќе отвори таа порта, ќе се охрабрати понатаму, има одлични светски детски дела за деца и наши македонски домашни кои заслужуваат да бидат екранизирани, да бидат напишани во сценарио и снимени на филм. И тоа и да ги разбуди оние основни човечки емоции, тоа е тагата, среќата и колку се тие чекор едно до друго исто како животот и смртта. И колку сето тоа брзо поминува и на што ќе го потрошиш времето. Дали ќе го потрошиш во омраза, извини, само дали ќе го потрошиш во омраза или ќе баталиш омразата и ќе споделуваш само љубов. Па што и да ти биде враќано од другата страна. Го прочита целото сценарио? За која? За Стел. Ама како не, тоа е завршено више на... Мислам, ја знаеш целата приказна. Да, па, види, Малтене и дедото беше отприлика поприлично застапен лик, но мораш, секогаш го читам целото сценарио за да знам која е целината и кој е пазлот што јас го сочинувам во таа цела слика. Артикулиран си у филмот или онака знаеш да опцуеш у твој стил? Не, многу другачи. Не, тоа е нешто друго, не. Човекот е повлечен, не живее, не зборува со својот син, својот внук го нема видено, живее на планина, на Галичник живее, има една колива која сам ја направил со сопствени раце, има една кучка која живее со него, шарпланинка, символот на Македонија, нели кучето символ на Македонија и на 30 километри од него е следната куќа. Мони Дамевски игра во филмот, он ми е првиот комшија на 30 километри од мене, преку шуми, долини, реки и планини. Човекот е тргнат од сите, не комуницира со никого, повлечен во себе, во еден свој свет, кататонизиран, не знам, мислам, апсолутно некомуникативен. Човек кој ја чека смртта и одеднаш му се враќа она највредното, љубовта, дека животот ќе продолжи, онаш неговото постоење, рефлектирало нови животи преку неговиот син, неговиот внук, ќе продолжи тоа, па и сеќавањето на него на крајот на границата, начинот на кој што ќе ја купиш вечноста. Едва и чекам да те видам тебе и младиот Манич. Тој ќе, пошто спомна дека пази да носиш цел детски лик, мора да е навистина некој. Морам да кажам еден куриозитет, ја не знам, нема да ми замерат продуцентот и режисерот. Петар скрши нога за време на снимањето на филмот. Што е страшно. Тоа да му се случи на Джеки Чен, Ченг или како и да е, Чен, он знае тоа со гипс да го направи, да оди, меѓутоа Петар 11 години у тоа време. Но Туршник не е професионален актер. Среќа што спортист детето, разбираш? Како не, среќа што спортист, да, пливач, онака. И многу тешко, Јанко. Непокретен ти е главниот актер. Со нога у гипс, Петар направи 2 недели пауза направивме, не снимавме, што за филм е страшно. Да. За осипање на екипа, нови проекти, одат луѓе договорени се. Луѓе не знаат колку е тешко и зошто толку мора брзо да се сними. Ден е ужасно, најскапа работа. Исто тука, мислам, треба да му се, нели, каже, најде решение како тоа да го реши со снимање и Петар, малиот издржување машки, дури и дублер имаше на неколку места,
сцени кај што мора да се трча, мора да протече, не може, ногата во гипс. Па таа чизма што ја носеше на него, па му ја вадеа на одредени сцени. Мислам, секоја чест нека му е. Првото снимање му беше со сите нишани и од прекрасната страна на медаљата и од онаа другата многу непријатната, ама издржа машки. И за мене тоа некако додаде вредност, знаеш, и кај него као човек. Кој ќе дојде премиерата и него и режисерот ќе ги поканам овде, ќе ги донесеш. Да, супер. Се надевам, се надевам. Со задоволство ќе. Тоа ќе има тука, чувствувам дека има многу приказни. Ти велам, првиот е македонски игран филм детски и треба ајде да бидеме и нежни кон него, нели? Како не? Така. Се согласувам. Знаеш, да изгледавме 10-15, можевме да компарираме вака. Слушај, па ние не се спаѓавме за кошаркари за 4-то место. Па така. Сега нека дојдат ракометари со 2-ро место, да. После 2 титули. Изживеано ние. Знае, така е, презаситувањето. Тони, фокусот на македонската кинематографија како никогаш до сега е олку голем благодарение на документарниот филм Медена земја, за кој се кршат копија, едни дека Македонија ја представува едно мизерно светло, други велат филмот не е за Македонија, филмот е сосема друга приказна, како и да е, па дури една Джейми Ли Кертис, керката на Тони Кертис, познатата актерка, со големо воодушевување твитна за тој филм. Филмот има освоено околу 30... Збориш за Джейми Ли Кертис, нашата Кертис. Од љубов од младите денови, како вака бегло кажеш незиното име, од нешто од жена ти се срамиш, се плашиш? Сакаш ти алудираш на филмот со Арнолд Шварценегер True Lies? Не, на сите незини филми, алудирам на неа како личност во било кој филм. Кога излезе у тесната халјина со оние незини облини, кога паѓавме у несвест, вилиците ни се тркала. Да, за неа зборам. Да, за неа зборам. Сега... Да си почутиме малце, може после ќе збориме. Ја понеделникот правам емисии, викам кога ќе зачутам, тоа значи нешто безобразно. За да бидам политички коректен, нема ништо да кажам, немаме облачиња овие како слепоите. Добро, све си рековме ние. Да си ја испочитуваме госпожата. Да си зачитиме. Така. Филмот е во голем фокус и историски, ај што сме номинирани за Оскар, истражував, значи никогаш досега странски филм немал 2 номинации. Имаме за документарен филм и за најдобар странски филм, во кој никогаш немало документарен филм, обично тоа се некои играни филмови. И ова е просто неверојатно. Он е во категорија во која што не е жанр, значи жанрот не е. Така е. Што е ги руши стереотипите на колку години академијата таму веќе. Ја го гледав филмот, има приказна, сериозна, нема везе дали е тоа Тибет или Македонија или било што, успеале низ документарен филм да направат сериозен филм добар. Прво, значи да, одма да кажам дека твое мислење, ми се гади од оние што велат дека овој филм ја представува Македонија во црно светло. Значи буквално ми се превртува утробата. Еве ти се поклонувам, ти благодарам. Кога ќе помислам на тоа. Да. Прво овој филм прикажува живот, еден реален живот на една жена која што не се предала, која се бори со све она што планирала или не планирала дека ќе се случи во филмот, се случува една трагедија која би скршила секого и тоа на филмот му дава една одлична емотивна за жал, нели? Тоа се случило само по себе, него местале луѓето тоа. Му дава една нота, една убава природност дека, нели, ете, и среќата и тагата повторно се измешани заедно, не знаеш кога ќе се испреплетат. Колку убава символика има во тој филм со самиот мед. Значи прво со самиот мед и со самите пчели. Значи и со човекот како се поврзува со таа природа. Значи да си повозиме 2-3 кругчиња. Колегите завршиле пак прекрасна работа и најверојатно целиот овој успех доаѓа затоа што не правеле претенциозен филм, сега ние кога ќе направиме филм светот има на дупе да падне да се преврти. И они не знаеле во што иде. Па така се прави ремек дело. Браво. Па така се создава ремек дело. И ете, се родило ремек делото и сега нормално дека какви се оние луѓе кои во својата совест, Јанко,
и во својата свест ги подвоиле сите од себе, ги оддалечиле, па дури и она што е добро од некој човек кога што не го сакаат, не се способни да го пофалат, притоа не се должни да го пофалат човекот. Туку само да го пофалат делото што тој човек, кога што ќе кажеме не го сакаат, значи, ако ти кому му служи тој човек, бре, ако не може да пофали нешто што на вистина е убаво. И кој во се гледа некој ченгел кој го врзува, го влече назад, го оцрнува него. Тоа е една реална ситуација и во Балканот самиот збор, нели, значил крв и мед, така вели некоја легенда. Еве го медот, крвта веќе имаме милион филмови направено, дај да видиме за медот еден филм на крајот на краиштата. Така да, за Медена земја само честитки, горд сум на дечките. Сега, тука ќе има политички како се вика, извитоперувања и надградби на тоа уметничко дело, ќе се налепуваат паразити, ќе пробаат да освојат поени, луѓе да добијат на важност, тотално вакви небитни ликови кои што никој не ги ни приметува во животот, одеднаш се нашле прозвани дека нив тој филм ги девалвира во светот, па ќе бидат се срамеле кога ќе отиделе. Има филмови поголеми кои што го девалвираат, можеби повеќе овој народ, па ете не се срамат од тие филмови, овој воопшто не е таков. Русјаков имаше јака колумна токму за ова, вика зар кога се снимаат филмови не за Америка, за оние социјални филмови, зарем тоа ја оцрнува Америка или милион филмови каде што се снимале, не знам, разни работи. Значи, филм е уметност и како така треба да се гледа. Тоа е прашање, Јанко, ја не се слагам со тебе дека филмот е само уметност. Се извинувам. Добро. И не само со тебе, со сите што го дека. Филмот е и пропаганда, еве гледаш. Тоа да. Добро. Златната пропаганда, кога русите... Така, ни не збориме и за одамна уште. И госпожа Рајфенштайл, како веќе се викаше, нели, сето тоа е направено и да си има своја функција и еве гледаш каква пропаганда може да биде филмот. Некој да го разбере дека тоа е пропаганда негативна или позитивна. За мене ова е позитивна пред све, затоа што ќе чујат луѓето, нели, нормално, за Фехми Дауд, за Самир Љума ќе чујат за многу други, за режисерката, за сите тие што работеле на филмот, ќе бидат чуени, тие ќе бидат луѓе од Македонија кои ќе излезат утре надвор, ќе ги повикаат во некои други сериозни продукции да работат и тие ќе бидат нашите амбасадори, ќе го шират. Тоа ќе донесат други луѓе овдека да работат, можеби ќе се роди уште некој филм во следните 10 години што ќе се номинира повторно за Оскар, па тоа ќе стане и традиција, ќе станеме најмалата земја со најмногу номинации за Оскар, можеби, затоа што ние имаме, нели, Столе Попов, така? Го имаме Милчо Манчевски и еве и сега Медена земја. Значи, на 10 години по едно филмче да се протне, да се за една толку мала земја, 3 пати номинирани, со третиот пат 2 номинации, мислам дека ете, ни се отвараат некои порти, да, филмот треба да биде пропаганда, треба да има филмови кои што ќе ја прикажуваат Македонија и во едно прекрасно светло, каква што можеби овој твој филм ќе биде така. Ама чекам, што лошо види ти во овој филм, убави пејзажи, ништо, прекрасна природа, непипната, чисти луѓе, душа, мислам, морал, етика, некоја поинаква. Мојот впечаток е дека утре ако излезам надвор, пошто многу нам ни е битно, нели, што ќе речеле надвор за нас. Многу ми е гајле што ќе речат, нели? Ја знаеш таа приказна на македонската инскомплексирана, он што ќе мисел. Еве јас ќе ти кажам, мене странец да ме сретне, ја мислам дека попрво ќе ме гушне како непознат благодарејќи на овој филм. Толку. Само да кажам дека неверојатно, просто како да ми ги земаше мислите кои ги изговори, буквално истото го мислам за филмов, низ тежината на животот, низ една таква мака и беда, најубавото. Ја имам истражувано, чепкано, мед се продава дури и по 6000 евра. Викам, што го прави тој мед толку скап? Прво да е недостапен, второ да е див и да има приказка за него. Види сега, да, и сега тоа што рековме, приказната еве ја покажа, овој медот на Атидже ќе дојдат Джейми Ли Кертис, ќе дојде
Ал Пачино ќе купи од незиниот мед и тоа ќе биде најскупиот мед во следните 20-30 години. Ако е паметна, а не за ја вработија чистачка таму да биде. Па тоа се тие паразити кои ќе се налепат на неа. Она е сега бренд, човече. Тегла може сега ќе го направат, сега ќе го направат кровот на куќата. Па на сите социјални случаи требали да снимаат документарци за да им ги направат крововите на куќата. Вчера ги пуштев од Велес кутриве луѓе денес. Па дали господјата и мајката и синот што живеат треба да сними документарец за државата да отиде да им помогне на крајот на криштата. Мислам, срамота е за политичарите ако чекаат да видат документарец за да решат некој проблем. Документарецот е друга категорија, тоа не е комерцијален филм, тоа е нешто што отсликува реалниот живот, затоа се вика документарец, нели? На вистината приказна во моментов се случува или се прави за некоја личност од минатото, така, не се прави за воиднината. А овие другиве филмови се пропаганда, така? Ова е реален живот. Мислам, и не треба да се срамиш од тоа дека има луѓе кои живеат така. Затоа напротив. Напротив. И после филмот имаме едно чувство, знаеш како мене ми е филмот како значи сите поминуваме низ премрежја. Имаме угоре, имаме удолу, понекогаш добро иде, понекогаш многу лошо иде. Што со те што после овој филм човек ќе се приспита, чекај колку мене реално ми е лошо во животот, Не, тоа е добро подсетување да малце чекај Па мотивација повеќе ми е мотивација филмот, нели? Отколку што би ме убил или би ме демотивирал. Thank you. Па мислам сега се разбираме апсолутно. Така да им заблагодариме на дечкиве, да им заблагодариме. Треба да им заблагодариме тоа, нека има повеќе такви луѓе кои ќе прават непретенциозни филмови кога ќе создаваат, ќе прават уметност, нели, а таа уметност ќе биде приметена и ќе ни донесе нешто што ни фалат победи на нас како нација, да не се мислам тука нема играње, ни фалат победи. Оскар ќе биде голема работа и мислам дека ќе се случи. Да, можеби нема да ни донесе фабрики, ама сигурно дека ќе ни донесе едно чувство кое што ете да речеме, можеби ни 2 фабрики не може да го заменат. Условно кажам. Тони, 90-ти години кога почнував на радио, кога ќе влезев да разговарам со некого, знаеш како беше? 50 марки, 60 марки за ова зона. Кога Игор Џамбазов го подпише оној договор со зов за Џандар збира, не знам колку 10.000 марки неделно собираше, ја, додека сите го критикува, ја на 103 го фалев. Викам, фала ти. Викам, зар не гледате дека човеков сега ни утаба пат. Следното радио, кога ќе влезам, здраво нема да биде по 300 марки. Дали разбирате дека на сите, така и овој филм, дај Боже да освои Оскар. Значи, цената, филмска цена, ваша, актерска, на режисери, на цена, на ние како подложка каде би можеле да се снимаат филмови. Кој знае уште колку документаристи ќе дојдат заради ова или можеби некој ќе се инспирира, па и ова е приказна и за филм. Значи, општата цена во културата ќе се дигне во тињата која сме ние во културата, каде што еден пианист од врвна класа е критикуван зошто му било ладно во салата во која свира. Така и пази, и тоа го шпекулира дека го прекинал концертот, не го прекинал концертот, него рекол дека е многу ладно и дека се работи во субнормални услови, субстандардни, како и да е, поднормални, мислам, абнормални услови. Тоа е факат. Културата е во тежок мрак сме, а Министерството за култура на Социјалдемократскиот сојуз му служи само како коска за задоволување на гладни песови во политиката. Таму се случува таква распродажба на све што е културно наследство, на све што е од интерес на државата. Таму нема водач на тимот. Најверојатно проекти се добиваат на алаш вериш, на празни листови, никаков концепт од она стратегија што ја што ја најави претходниот министер, оној со плетенките. Аха. Да, добро. Гол што се сликаше пред плетенките. Тој. Значи, од таа негова национална стратегија нема ништо во културата. Тоа е гола вода, тоа го врза на мачка на опаш. Го пуштија тоа министерство, пак ќе кажам, како некоја коска за глодање. Скратени се буџетите за да наводно има што помал криминал, затоа им е скратен буџетот. Сите средства отидоа на некои нови фестивали, што не велам дека не требале да се направат, но некои традиционални
работи кои што со години ги имавме, се укина, ги нема буџетите за нив. Така да ние сме во културна пештера. Имаш ангажмани моментот? Играм во театарот кај мене во една представа во МНТ во Дух. Таа се игра на 13 февруари. Се игра еднаш на 2-3 месеца. И играм во Куманово, после 26 години ме повика да играм во Ленче Кумановче играм. Бегалка ја направија. Браво. Јас 87 пред да заминам во војска го играв Бошко во аматерската Ленче Кумановче, а 2019 го изиграв Аџи Трајко во истата представа. Години подосна. Круг. Не е тркалезен, ама се разбираме. Така е. Тони, секогаш задоволство со тебе, ти благодарам. Еден час за политика, еден час за култура. Како лета време меѓу своји. Тоа е комплимент и за мене, искрено да ти кажам. Тоа значи така. пријатно си се чувствувал. Да. А и мене ми летна, искрено да ти кажам, затоа што навистина пријатно е со тебе да се разговара, имаш добри поенти и се надевам дека повторно ќе се видиме набрзо и во некоја друга ситуација и ќе се залагаме. Култура и тоа како ни е важна. Дека културата е ризницата на се она што го имаме ние како народ. Тоа е ковчегот во кој што се чува традицијата, јазикот, идентитетот, тоа е културата. Сите тие луѓе кои, културата се заснова на две работи, етика и морал. И кога ги имате тие работи, вие сте ги завршиле најголемите школи и најбитните во животот за да станете човек. Сите други титули се пропратни и се добиваат на било каков начин. Така да, мислам дека културата е нешто што ни е ампутирано долги години наназад. Пробавме едно време да ја наметнеме како битна гранка и имавме одлични ефекти. Сега повторно е тргната и затоа се ова што се случува е од недостаток на култура. Се ова, политичка култура, образовна, спортска култура, односно не култура. И еве и со филмов ова што се случува. Сето тоа е од недостаток на култура. Кога би ја подигнале неа, нормално за овие работи нема да имаме потреба толку да дискутираме, сите ќе ги разбираат и ќе бидат прифатени. Благодарам за учеството во емисија. И јас ти благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.